Струмица од секој пат имала вредни луѓе, но и луѓе со ведар дух. Затоа ми е чест да бидам вечер со вас. Благодарам за огромната поддршка што ми ја дадовте пред 5 години, кога Струмица за мене даде повеќе гласови отколку за опозициониот кандидат. Благодарен сум за таа поддршка од пред 5 години. Таа доверба ја преточи во мојата програма за која дадов отчет. Отчет за сработеното. Се што беше кажано, се беше исполнето. И повеќе од тоа. Имајќи ја вашата доверба, достоинствено ја представував Македонија секаде кај што одев. Се среќавав со стотина државници во светот. Но секогаш користев можност да бидам и со граѓаните на Македонија. Посетивме многу места со тимот Македонија и секаде гледаме дека Македонија се гради. Се градат автопатишта низ Македонија. Се градат фабрики низ Македонија. Економскиот раст овозможува Македонија да расте во височина, да градиме највисоки стандарди, највисоки принципи, да ја градиме Европа во Македонија. Нашиот јужен сосед, за жал, не блокира. Во таа блокада излезе нашата потреба да си ја градиме Европа во Македонија. Но не се откажуваме. Затоа и добивме 5 извештаи и 5 препораки за почеток на преговорите. Тие не блокираат затоа што сакат да се откажеме од сопствениот идентитет. Но не подклекнавме и нема да подклекнеме. Не знам за моите против кандидати, но јас имам јасен став. Нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема ни да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Нема да дозволиме Република Македонија и македонските граѓани да бидат обезличени. Македонските граѓани сами одлучуваат за своите клучни национални прашања. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за името на нашата татковина Македонија. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за иднината на Македонија. За секое решение ќе се изјаснат македонските граѓани на референдум. Почитувани струмичани, имаше некој кој се сомнева пред 20 на години дали Македонија ќе успее. Се сомнева дали можеме сами да обстанеме. Па еве, поминаа 23 години, Македонија не само што е успешна, туку е призната, почитувана. Граѓаните поддржуваат се она што е во интерес на Македонија. Затоа граѓаните поддржуваат различни партии, различни политички опции, но кога станува збор за Македонија, нема ни партии, ни политички опции. Да ги подсетиме оние што забораваат. Еден народ сме, за еден народ работиме, народот на Македонија. Работиме за сите граѓани, за секој град, за секое село во Република Македонија. Нашиот народ вели, слогата куќа гради. Нашата куќа, нашиот дом се вика Македонија. Сите сме должни да ја чуваме и да ја градиме. Бидејќи каква Македонија градиме, таква ќе ја имаме. Македонија се гради посветено и сложно. Македонија се гради заедно да можат нашите деца заедно да другаруваат, да живеат, да работат, да формират семејства и да напредуваат. Заедно ги браниме државните интереси и ја создаваме нашата иднина. Заедно исплотено сме посилни и како народ, и како држава.
Тоа што го зборувам, тоа и го правиме. Работевме овие 5 години тимски. Работевме како тим. И јас, и премиерот, и владата, и министрите, и пратениците, и советниците, и градоначалниците. Затоа е евидентен успехот и просперитетот на Македонија. Покажавме дека Македонија е зрела држава. Носиме собствени одлуки кои ги бараат граѓаните на Република Македонија. Не сме мали за големи успеси. Успесите кои ги постигнуваме на секое поле, и во дипломатијата, и во економијата, и во земјоделието, и во инфраструктурата, и во спортот, и во културата. Затоа како претседател на Република Македонија остварив преку 100 посети на други држави. Бев на многу меѓународни настани. Секаде бе вашиот глас. Секаде го кажува тоа што вие го мислите за Македонија. Не дозволив и нема да дозволам да се зборува за нас без нас. Не дозволив и нема да дозволам да се одлучува за нас без нас. Затоа и извојувавме голема правна и морална победа со пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Обезбедивме визна либерализација за нашите граѓани. Добивме 5 извештаи и 5 препораки за почеток на преговорите во Европската Унија. Кажав и повторно ќе кажам, не прифаќам никаков извештај, ниту една меѓународна организација да достави извештај за Македонија во која не се почитува македонскиот идентитет. Покажавме дека Македонија може да се раководи според принципот на отвореност кон сите. Водев политика на отвореност, диалог и соработка со сите соседи. Доколку ја добијам вашата доверба, ќе продолжам со тоа. Уште поголем интензитет. Затоа што сме осудени да живееме со нашите соседи. Ни требаат добри соседи. Ние секој пат сме биле добри со сите околу нас. Но добрите односи меѓу соседите се двосмерна улица. Струмичани знаат колку е од корист да имаме добри соседски односи. Струмица како пограничен регион знае колку е од интерес да негуваме со сите наши соседи добри односи. И нашите граѓани тоа го покажуваат. И другите тоа го чувствуваат. Постигнавме и успеси во економијата. Привлековме, речеси, 2 милиарди странски инвестиции. И тоа во период кога беше голема економска криза. Во такви услови во Македонија дојдоа странските инвеститори. Затоа што неуморниот тим предводен од Груевски направи реформи во многу области, се создадоа најповолни услови за инвестирање. Затоа доаѓаат странски инвеститори. Тие први инвестиции донесоа нови инвестиции. И затоа се отвараат работни места во Македонија. Денес политиката не се мери по убави зборови, убави говори, празни ветувања. Политиката се мери по бројот на отворени работни места. По тоа не почитуваат граѓаните. Учествува во многу проекти. Давав политичка поддршка за многу проекти на владата. Затоа што е тоа во интерес на сите нас. Затоа што е тоа во интерес на граѓаните. Ќе продолжам истото да го правам. Кај одев со моите делегации доаѓаа бизнисмени, предприемачи. Им помагав на многу бизнисмени да стапат во контакт со странски амбасадори. И тука во Струмица и Струмичко носев амбасадори за да ги запознам со потенцијалите на вашиот крај. Ќе продолжам тоа да го правам. Имавме успеси и во земјоделието. Затоа што секој од нас знае колку е тешко да се успее во живот
обработувајќи земја. И за земјоделието имаше многу што да се каже. И се прави. 500 милиони евра досега се издвоени за земјоделието, кој земјоделието го враќа со извоз на храна и производи од Македонија. Гледам тука огва за Далвина. Колку пати, кога сум одел кај страни државници, сум носел од ова вино на Далвина. Дури во Баварија бевме на еден меѓународен настан заедно со собствениците на винаријата, кога го промовиравме виното. Промовиравме брендови од Македонија, производи од Македонија. Тие производи секаде се препознатливи. Не сме препознатливи само по наливно вино, како некогаш, туку со наши марки, наши брендови. И на секој шише пишува дека е произведено во Македонија. Се инвестира и во инфраструктурата. Работиме на коридорите 8 и 10. Работиме на поврзување на Македонија за да можат полесно да доаѓаат странските инвеститори, странските компании. Но имаме успеси и кај спортистите. Барем на вас, струмичани, за тоа не треба да ви збориме. Се знае од каде е Горан Пандев. Се знае од каде е Владко Илиевски. По нив не знае цела спортска Европа. Затоа, ако имавме 20 годишнина од независноста на Македонија, кошаркарите ни го донесоа најубавиот поклон. Затоа ги наградив сите нив со медал за заслуга за Македонија. Покренував и јас многу иницијативи во спортот. Учествував во меѓународниот форум на Алберт II од Монако со проектот Спортски бонтон, учествував многу места низ Македонија. Ги потикнувавме младите да успеват, да ги гледат своите сограѓани и да успеват во животот. Не радува кога ги гледаме спортските успеси на нашите ракометари. Се радуваме кога гледаме успех на нашите спортисти. Тоа е лекцијата. Кога се работи како тим, тимот победува. Кога се работи тимски, секој пат успесите доаѓаат. Но да не ги заборавиме и нашите пеачи, кои не прават горди кога пеат песни од Македонија, кога ја представуваат Македонија низ светот. Тоа е успешна Македонија. И во спортот, и во културата, и во земјоделието, и во индустријата, и во образованието. Тоа е успешна Македонија. Но тоа произлегува од нашата посветеност, да веруваме. И затоа ја почитувам религиозната толеранција која постои во Струмица и Струмичко. Затоа наоѓа време да одам кај православните христијани, кај католиците, кај евангелистите. Тука во Струмица бев, но одев и во џамии, одев и на ифтари, одев и на Ханука кај евреите. Тоа беше моето мото, еден за сите. Затоа бев присутен кај сите да ги охрабрувам, да се верува. Затоа што има многу религии, но има една вера, вера во Бога. И затоа струмичани успеваат, затоа се посветени да веруваат. Секој што верува, успева. Но и ние веруваме во успехот на Македонија. Веруваме дека Македонија ќе биде во Европа. Веруваме дека создаваме држава и економија кои создаваат работни места. Веруваме дека Македонија е дом во кој се гради благосостојбата на сите. Знаеме тоа како да го постигнеме. Знаеме тоа како се постигнува. И затоа ја добиваме вашата доверба. И затоа даваме отчет. И затоа имаме чист образ и исправена глава пред вас.